За 2 недели спакувале 200 кутии полни со марихуана. Наредбата била да бидат спакувани околу 9 тони. Кутиите кои претходно биле царинети со друга роба ги испразниле и во нив ја складирале марихуаната, која од Македонија беше пренесена во Србија. Претоварот од едно возило во друго го правеле во Свети Николе и јатарот на селото Срамзалино. Оттаму со камиони приколка ја пренеле марихуаната преку граница, а полицијата во близина на Крушевац ги заплени 5 тони. Обвинителството за гонење организиран криминал отвори истрага за 6 лица за кои има докази дека се вмешани со дрогата која беше пронајдена во Србија и ги сомничи за неовластено изработување и пуштање во промет наркотична дрога. Транспортот на канабисот во Србија не бил прв и претходно, на повеќе пати, двајца осомничени со сопственикот на фирмата за канабис од Скопје организирале транспорт на марихуана од Македонија во Србија со товарни возила за продажба. Но за 5 тони кои беа пронајдени во близина на Крушевац, планот бил направен уште во декември. Прво осомничениот им дал насоки на своите вработени за пакување на сув цвет од канабис во вкупна количина од 8832 килограми, претходно набавен од правно лице од Струмица. Во период од околу 2 недели вработените спакувале над 200 кутии, пошто прво осомничениот им одобрил колективен одмор. На 13 јануари во пладневните часови двајцата ортаци, едниот осомничен во Македонија, а другиот во Србија, организирале пренесување на поголема количина сув цвет од канабис со товарни и патнички возила од објектот на правното лице во Скопје до локација во атарот на Свети Николе, соопшти од обвинителството. Во исто време пак во селото Срамзалино, другите 5 мина осомничени на паркингот кај локалната црква ја претовариле царинетата стока и заминале за Свети Николе, каде ги натовариле кутиите со канабис. Потоа 5 мината преку Табановци ја напуштиле државата. На 14 јануари ја истовариле марихуаната во објект во Крушевац, кој претходно им го обезбедиле осомничените лица за кои се води истрага во Србија. Тука српската полиција ја најде нелегалната дрога. За двајцата осомничени на кои беше определен краткотраен притвор од 48 часа, судот им го продолжи во наредните 30 дена. Тамара Дичевска, Сител телевизија.